Американските претседателски избори за многумина на Балканот може би изгледаат како нешто далечно, но според аналитичарите, нивниот исход би можел значително да влијае на безбедноста, економијата и меѓународните односи во овој регион, особено во Босна, Србија, Косово и Црна Гора. Зошто американската надворешна политика тука е толку важна? По судирите на Балканот во 90-тите, Соединетите Американски држави станаа клучен играч во воспоставувањето на мирот и стабилноста во регионот. Денес, пристапувањето на балканските земји во Европската унија е централниот дел од визијата на Вашингтон за безбедна и обединета Европа. Аналитичарите во Косово велат дека американската поддршка била клучна за реформите и стабилноста, особено додека Косово бара членство во ЕУ. Промената во Белата куќа би можела да влијае на поддршката на Вашингтон во овој процес, успорувајќи интеграцијата на тие земји во Европската унија. Присуството на НАТО исто така останува камен темелник на стабилноста на Балканот. САД играат главна улога во НАТО мисиите, особено во Косово, која се ослонува на НАТО силите за спречување на нестабилноста. Познавачите на состојбите во Босна истакнуваат дека новата американска администрација, ако ја преиспита воената потрошувачка, би можела да влијае врз улогата на НАТО, потенцијално создавајќи безбедносен јас во регионот. Во Босна и Херцеговина лидерите на територијалниот ентитет Република Српска во последните години се зближуваат со Русија. Според аналитичарите во земјата и пошироко, ова предизвикува загриженост меѓу босанските лидери и Европската унија. Доколку наредната американска администрација заземе цврст став кон Русија, московското влијание во Босна би можело да биде ограничено. Меѓутоа, аналитичарите нагласуваат дека понеутрален став на САД би можел да ја овозможи на Русија да го продлабочи своето влијание на Балканот. Тука е и Србија, земја која балансира помеѓу долгогодишните врски со Русија и растечкиот однос со САД. Србија има историски и енергетски врски со Русија, но исто така ја цени американската трговија и инвестициите. Според медиумите, економските врски на Србија со Џаред Кушнер, зетот на поранешниот американски претседател Доналд Трамп, би можеле да станат релевантни доколку Трамп повторно биде избран. Администрацијата на Трамп би можела да ги зајакне овие економски врски, давајќи на Србија повеќе простор за маневрирање во регионалните преговори додека балансира помеѓу своите двојни сојузи. Американската надворешна политика исто така игра важна улога во Црна Гора. Иако е членка на НАТО и тежна е ко членството во Европската унија, српското влијание останува силно, особено во културните и политичките сфери. Според познавачите на политичката состојба, силниот американски став во регионот би можел да и помогне на Црна Гора да се спротивстави на ова влијание, со зајакнување на својот прозападен пат. Меѓутоа, подистанцираниот пристап на САД би можел да ја направи Црна Гора поранлива на притисокот на Русија и Србија. Економските политики се исто така клучни. Извештаите покажуваат дека американските инвестиции во инфраструктурата, дигиталната економија и енергетската независност му помагаат на Балканот во отпорноста. Но аналитичарите во Косово, Босна и Херцеговина и Црна Гора предупредуваат дека намалувањето на американскиот буџет би можело да ги успори сите овие инвестиции, оставајќи го регионот зависен од другите сили, како што е Русија. Иако Балканот е далеко од Вашингтон, влогот по американските избори во 2024 година е голем за регионот. Од безбедносни и економски сојузништва до единствена рамнотежа помеѓу САД и Русија и позицијата на Црна Гора помеѓу српското и западното влијание. Наредниот американски претседател би можел да има трајно влијание на Балканот.